би рекол, искрен и лојален партнер во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, изминативе 4,5 години од како јас сум председател, но и предходно. Така што ценам дека сето ова кое што досега заедно го сработивме, резултираше најпрвен со две огромни победи за време на локалните избори, во првиот и во вториот круг, и ценам дека на следните предвремени парламентарни избори ќе направиме историски резултат за нашата заедничка држава Република Македонија со нова влада, во која што значаен дел ќе има и партијата Демократски сили на ромите, предводена од доктор Шабан Салиев. Уште еднашка голема благодарност што ми е укажана ваква чест да бидам дел од ова годишно собрание, на кое што се наоѓаат луѓето кои што ги представуваат огрануците на партијата Демократски сили на ромите. Се надевам дека тоа што денеска ќе го разговарам и тоа што денеска тука ќе го слушнам ќе биде и од моја, но и од корист на партијата Демократски сили на ромите, предводена од доктор Шабан Салиев. И од вакви настани можеме само да бидеме подобри, поквалитетни и да одиме напред. Тоа е суштината на овие собери, на овие настани. Јас ја користам оваа прилика да им посакам успешно годишно собрание и уште многу заеднички победи на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, во која што нераскинлив дел е партијата Демократски сили на ромите на Македонија. Благодарам. Ако имате прашање, повелете, ви стојам на располагање. Ревицковски околу промените на уставот што наредниот председател пред влада сама власта, веќе таму стигнуваат пораки дека сега се видело кој бил за Европската унија, кој за против таа идеја. Ваш коментар од овој представ на власта? Па добро, тоа е очекувано од страна на оваа недемократска режимска, хибридно режимска власт во Македонија, дека ќе се обидат дополнително да го поларизираат и онака поларизираното општество, но од анкетите можете да видите вие дека таа половина која што нив ги поддржува е незначително, односно помало од 10%. И навистина жалам што овие тешки времења, наместо да се фокусираме на реалните проблеми на граѓаните, тоа е борбата против корупцијата, која што е исклучително голема. Гледате додека ја распродаваат државата и идентитетот, не престануваат да крадат, па се нижат тендерите кои што се склучуваат во 4 очи. Имаме неколку такви во изминатиот период. За жал, состојбата во образованието, здравството е катастрофална, економијата веќе и да не ја споменува никој во државата. Граѓаните буквално мака мачат да се прехранат од први до први, бидејќи инфлацијата е галопирачка. Стандардот стагнира, оди надолу. Тоа се суштинските проблеми со кои што би требало да се занимава една европска влада, но за жал ние имаме хибридно режимска власт која што се занимава со делба на граѓаните, на вакви или такви, наместо да ги обединува и наместо во овие тешки времења сите заеднички да ги поминеме предизвиците со кои што ќе се соочуваме оваа есен, а и оваа зима, еве за месец ден од денеска нешто повеќе ќе почне учебната година. Доаѓа и грената сезона за нешто повеќе од 2 месеци од денеска. Од тоа што можам да го видам, ниту имаат план, ниту имаат визија, но затоа пак имаат план и текако имаат визија за да продолжат да крадат. Ако се тоа европските вредности, тогаш јас сум кажал не благодарам на такви европски вредности. Мене тие европски вредности не ми се познати, иако голем дел од своето образование сум поминал во таа Европа. Не се прифаќа, господин Мицковски, не се прифаќа од владачките структури вашата иницијатива за референдум по рамката. Јас се уште сметам и со таков став излегов пред извршниот комитет на партијата и пред централниот комитет на партијата, зашто добив недвосмислена поддршка. Во периодот кој што следи ќе продолжат консултациите со експертите, со јавноста, околу тоа каква форма ќе биде референдумот, задолжителна, консултативна, кога би се одржал тој референдум, кој би го поднел, дали пратениците, дали тоа ќе бидат 150.000 граѓани, дали ќе биде референдум се извинувам претходен или последователен, дали ќе се однесува на преговарачката рамка или на делот на преговарачката рамка кој што се повикува на билатералниот договор со Бугарија и изворот на проблемите, а тоа е протоколот. Тоа се работите кои што треба да го заштитат македонскиот идентитет и за кој оваа влада, која што нема никаков кредибилитет, нема право да преговари и нема право да подпишува договори. Што се однесува до дебатата во јавноста, има една чудна состојба која што морам да ја констатирам, а тоа е дека противници на ваквото референдумско изјаснување на народот се власта и оние инсталации на власта во опозицијата.
Тоа е една чудна ситуација која што ги обединува тие инсталации на власта во опозицијата и помеѓу македонскиот народ и самата власт. А сите останати огромно мнозинство граѓани, без разлика на етничката припадност, се за тоа да имаме референдум. Затоа ќе повторам, само инсталациите на власта во опозицијата и власта се против референдум. Покрај власта, против и партиите на властите од опозицијата. Останувате само вие да инсистира на... Јас не сум слушнал став на партиите на албанците во опозицијата, но после тоа што тие го поддржаа практично оној лист хартија во парламентот, имам дилема дали воопшто се во опозиција. Или се пак резервна варијанта и базен за пратеници на власт. Тука веќе имам јас дилема, каде тие припаѓаат, за да се идентификуваат себе си како опозиција, тие треба во јавноста да излезат со ставови со кои што ќе критикуваат власта. Ако тие ги поддржуваат ставовите на власта, тогаш јас не гледам како може тие себе си да се идентификуваат како опозиција. Но тоа е нивен проблем, не е наш проблем, бидејќи ме прашавте за коментар, ви дадов коментар. Огромно мнозинство граѓани и анкетите тоа го покажуваат дека се за референдумско изјаснување, затоа што ова е суштинско значено за граѓаните и повторно ќе кажам, јавноста да биде мирна, да бидат спокојни граѓаните, чувари на идентитетот и на уставот се пратениците на пратеничката група предводена од ВМРО ДПМН заедно со неколкумина останати пратеници во парламент. Кога конкретно го споменавте инсталации на власта во опозицијата, мислите на албанските опозиции партии? Па не се само тие против, има и други маргинални политички партии и лидери. Добро, и само што едно прашање околу енергетската криза, како дозволите. Следниот месец е најавено дека повторно ќе биде прогласена криза. Каков е вашиот став во однос на енергетиката? Енергетската криза и справувањето со неја за мене повеќе ми наликува на народната со штурецот, кој што се свиркал и кога дошло времето, само тој останал гладен, не се подготвил за зимата, така и ние. Си свиркаме сега како штурецот и се обидуваме на мала врата да протнеме состојба на енергетска криза. Зошто? За да може повторно власта да се склучува договори во 4 очи и да краде. Еве еден таков пример, изминативе денови ни се случува со овој тендер кој што беше во 4 очи, а тоа е набавката на битуменот за едно јавно предпријатие, каде што цистерната, според пресметката која што комисиите во партијата ја направија, чини фантастични близу 12.000 евра. А пред неколку недели само, јавното предпријатие за улици и патишта во Скопје, сличен таков материјал набави за, верували или не, 11.000 евра помалку, односно 1.200 евра. Сега, затоа се бара оваа кризна состојба, за да можеме во 4 очи да купуваме електрична енергија, мазут да шетаме по регионот и да нудиме проценти колку за овој, колку за оној. Тоа е суштината. Јас сум против енергетската состојба и ќе отворам дебата внутрепартиски, ќе разговарам кризната енергетска состојба, ќе разговарам и со пратеничката група, најпрво да видиме каде отидоа парите на граѓаните во изминатиот период под превезот на енергетската криза. Да видиме колку тендери се подпишани во 4 очи, колку пари отидоа за ископ во рек Битола, колку пари отидоа за мазут во Битола, Осломе и ТЕЦ Неготино, колку пари отидоа за поддршка на ликвидноста на ЕСАМА, поранешно ЕЛЕМ, за да набавува електрична енергија и така натаму. Сакам прво да видам каде отидоа народните пари, вашите пари, па дури потоа можеме да зборуваме за поддршка за следната, условно кажано, кризна состојба поврзана со енергетската криза, дека не види народот, граѓаните, каде се потрошија тие пари до сега, негови. Јас имам дилема дали воопшто ќе ја поддржам оваа нова, условно кажано, кризна состојба под превезот на енергетската криза, затоа што имам основано сомневање, да се сомневам, а имајќи го моето претходно животно портфолио, дека тие пари се крадат и се злоупотребуваат. Затоа сакам да видам каде се тие пари потрошени пред јас лично да излезам, а потоа и да побарам од пратеничката група и од органите на партијата да ја поддржат. Па има индици, ево што го зборувам, 11.000 разликата помеѓу едно и друго јавно предпријатие, едното јавно предпријатие улици и патишта од град Скопје, другото е
јавно предпријатие, мислам Македонија пат или како се нарекуваше, оној поранешен пратеник од една скопска населба на СДСМ, кој што сега е таму директор, не му го знам името, е отприлика околу 11.000 евра по цистерна поскап, односно криминалот е фантастични 3-4 милиони евра. Имаме индици, имаме основано сомневање, но деновите кои што предстојат ќе излезат партиските портпароли, луѓето од партијата ќе имаат повеќе можности да презентираат во јавност. И доставите ли тие докази до јавното обвинителство? Не знам сега кој е ова јавно обвинителство, зарем ова јавно обвинителство или ова јавен обвинител. Јас наистина сега да ме прашате, јас сум човек кој што води политичка партија најголема во државата, со најголем рейтинг, јас наистина не му го знам името на јавниот обвинител. Не знам дали воопшто тој човек последен пат изминатија година дени се обрати на јавноста. Наистина не знам што да кажам за тоа јавно обвинителство. И затоа имаме 8% доверба во истото тоа јавно обвинителство и затоа државата е рекордер на скалата на транспарентност интернационал според перцепцијата за криминалот и корупцијата. Уште еден коментар околу референдумот, се да се возможи дека се тоа е фарса и дека е ова манипулација за да се ги проблемите внатре. Несериозно е СДСМ да зборува за внатрепартиски проблеми. ВМРО ДПМН е монолитно, цврсто, обединето, како никогаш до сега, 2:1 отприлика разликата во рейтинзите помеѓу нас и СДСМ. Очекуваме историски голема победа на изборите. СДСМ очекува историски рекорден пораз. Еве, ако е така, ќе не победат на референдум, повелете да идеме на референдум, пошто ние имаме внатрепартиски проблеми, со нив е народот и направиле добар договор. Има единствен начин тоа да провериме, така да не се плашат, нема потреба да идеме на референдум и така само на тој начин може јавноста да знае дали тие се во право кога тврдат или ние сме во право кога ние тврдиме. И благодарам. Убав ден да има.